20 часот време за вториот празничен дневник на Канал Плюс. Останете со нас наредните 30 на минути. Почнуваме со најава на темите на денот. Голема Богородица најмногу се слави во рударските општини. Во Пробишти посветен споменик, во Македонска каменица поставен камен темелник на градинка за деца со посебни потреби. Пчелари од цела држава ги изложија медот и пчелните производи на фестивал на медот во Штип. Медот е здрава храна, а пчелните производи имаат силна лековита моќ. Вториот квартал со црна статистика за истокот. Наталитетот е помал од морталитетот, но светла точка е зголемениот број склучени бракови во однос на истиот период лани. Православните верници во Малешевијата ја прославија Голема Богородица. Секоја година машкиот манастир на Успение на Пресвета Богородица е преполн со туристи. Освен прославата на овој ден, тие се релаксираат и од чистата природа во Малешевијата. Илјадници и верници од цела Источна Македонија па и пошироко ја прославија Голема Богородица во Малешевијата, во машкиот манастир Успение на Пресвета Богородица. Питомиот и кроток Малешевски крај секоја година на овој голем ден посветен на Мајката Божја е преполн со туристи кои ја користат чистата природа, убавите настани од традиционалниот етно-плоштад фестивал, но првенствено да го посетат големиот народен собир во манастирот Пресвета Богородица, кој се наоѓа среде благородна бука, бел бор и цврст даб. Голем број на приврзаници народ за Пресвета Богородица, Успение да денешниот ден е посен ден, се пада у петок, па нема, мисла, приложување на жртви, колење на курбан, посно графче, народ многу, убаво село. Струмца. Так, прв пат ли сте овде? Не, били сме друг пат. Така, и како е овде? Добро. Голем број на луѓе доаѓаат овде? Да. Убаво, за здраве. Така. Празникот додат сите од секој град, сека година е вака, па има луѓе од страна, сега ќе се дели и курбан. Голем празник, добар празник за сите, за цела Малешевија. Секоја година ли сте? Секоја година има курбан, кога е посно боб, кога е мрсно, има месо. Месо маничка. Секоја година, али таа година највеќе. Как иде, как? Повеќе. И по 19 години на денот на Успението на Пресвета Богородица се уште мириса на мистерија, кога громот од ведро небо уби 9 и повреди 40 верници на овој традиционален народен собир во Берово. Божја казна, предупредување од светците, волја на природата или обичен несреќен случај, секој на различен начин го толкува овој кобен 29 август 1996 година. Тогаш, бидејќи 28 август било посен ден, било решено да се помести празникот за еден ден за софрата да биде мрсна. Тоа е пред 19 години 20. Жртви имаше 9. 9 жртви на лице место, а иначе имаше повеќе повредени. Тогаш беше во мрсно, ама народот не го почитуваше празникот. 69 котли со постно графче беа приготвени за денешната празнична трпеза. Колку котли се направи? Граф 69. Таа година постно. Имам лани беше 120, 130. Таа година постно за така. Според проценките, околу 10 до 15.000 верници го посетуваат машкиот манастир Пресвета Богородица во Берово токму на овој ден. Овој празник посветен на Успението на Мајката Божја е празник на рударите. На истокот големи прослави има во рударските општини Пробиштип и Македонска каменица. Во Пробиштип е осветен споменикот на Свети Гаврил Лесновски, а во Македонска каменица поставен е камен темелник на градинка за деца со посебни потреби.
Денес министерот за труд и социјална политика Диме Спасов го означи почетокот на изградбата на дневниот центар за деца со пречки во развојот во Македонска Каменица, дневен центар кој ќе биде со капацитет од 60 до 80 дечиња. Очекуваме тука да има еден модерен, современ објект изграден по сите најсовремени стандарди кои што ќе ги има сите потребни услови да ги згрижуваат дечињата со пречки во развојот од Македонска Каменица. Со изградбата на овој современ капацитет ќе се создадат услови да се згрижат сите деца со пречки во развојот од Македонска Каменица. Со овој проект се решава проблемот околу непотребното патување на дечињата во најблискиот ваков центар во Делчево. Идејата дека навистина треба да изградиме дневен центар за деца со посебни потреби денеска станува реалност. По целосно подготвената проектна документација, добиеното земјиште од страна на владата на Република Македонија, издаденото одобрение за градење, денес одбележуваме почетокот на започнувањето со изградба на дневниот центар за деца со пречки во развојот. Се надеваме дека за 9 месеци тој ќе биде завршен и веќе дечињата кои што го посетуваат дневниот центар во Делчево ќе имаат можност таа настава или тоа згрижување да го посетуваат во матичната општина, односно во општина Македонска Каменица. Министерот Диме Спасов најави продолжување на изградба на вакви капацитети за кои има потреба и во останатите градови. Набрзо ќе биде отворен дневниот центар за деца со аутизам во Штип, дневниот центар за деца со оштетен вид во Велес, дневниот центар за деца со пречки во развојот во Валандово, во Липково и понатаму ќе продолжиме во општините каде што има потреба да создаваме вакви капацитети. Во рамки на посетата на Македонска Каменица, министерот Диме Спасов се запозна и со изложбениот возен парк на рудникот Саса, а ја посети црквата Успение на Пресвета Богородица. Денес Македонска Каменица слави 3 празника: Денот на градот, Денот на рударите и Денот на Мајката Божија. По тој повод имаше и саем на возен парк во рудникот Саса. Денес прославата продолжува со концерт на балканската звезда Лепа Брена. Општината Македонска Каменица денес слави 3 празници: Денот на Мајката Божја, Денот на градот, но и ден кој е од посебна важност за вработените во рудниците за олово и цинк Саса. За да се биде на денешниот ден рудар значи гордост. Рудник Саса за Македонска Каменица значи живот. Најголемите екзистенции се од рудник Саса. А за рударите во наредните 17 години нема криза, бидејќи рудникот наскоро планира да започне со експлоатација на руда од ново јаловиште. Така значајни чекори преземени оваа година од страна на влада на Република Македонија со доделување на проширена концесија за експлоатација за рудник Саса, што ќе му овозможи на рудник Саса понатамошна работа во наредните 15 до 17 години, а со тоа ќе обезбедиме и безбедно работење на рудникот и безбедно работење на нашите вработени. Денешниот троен празник на градот се одбележува со изложба на возен парк на рудникот Саса и заеднички ручек за рударите, додека вечерва во рамки на каменичкото културно лето, Македонска Каменица ќе биде центар на истокот, бидејќи овде гостува балканската звезда Лепа Брена. Денес е троен празник за општина Македонска Каменица, празник на рударите, празник на општината и верскиот празник Голема Богородица. Ние започнаме со каменичко културно лето пред неколку дена, кога имавме учество од многобројни македонски групи и звезди. Денес вечерта значи е централната прослава на кој што ќе имаат концерт Силви Бенд од македонската естрада, како и балканската звезда Лепа Брена. Се надеваме дека сите граѓани од регионот, но и од соседна Бугарија да ќе посетат нашата општина и Македонска Каменица. Денес ќе биде центар на Источна Македонија. Па мислам се залагат и локалната самоуправа и со можностите на општината што ја имаме, атрактивни гости исто така. И мислам задоволни сме како граѓани на општина Македонска Каменица. Освен во Македонска Каменица, денешниот ден на рударите се одбележи во општина Пробиштип. Синоќа во рамки на 6-тиот поред етно плоштад фестивал, спектакуларен концерт одржа балканската звезда Здравко Чолич. Фестивалот продолжува и денес и утре со настап на домашни и странски музички изведувачи. Настанот е во организација на локалната власт, а е спонзориран од фармацевската компанија Зеин. Синоќа со сиот свој музички раскош продолжи етно плоштад фестивалот во Берово, кој беше претесен да ги собере илјадниците љубители на добрата забава, кои повеќе од 4 часа уживаа во изведбите на кралицата на ромската музика Исма Реджепова, изведба испреплетена со настапот на бразилската танчерка Паола Блантон, а свој настап имаа и победниците на Гуча оркестар од Тускакан, како и други домашни и странски музички имиња.
Атмосферата кулминираше со излегувањето на сцена на балканската поп звезда Здравко Чолик, кој меѓу другите хитови ја испеа и неповторливата Сите патишта синоќа дефинитивно водеа кон Берово, градот на еколошката органска храна, град кој ги кани сите љубители на добрата музика и денес и утре да бидат дел од 6-тото издание на Етноплоштад фестивалот, како и сајамот на традиционална здрава храна Малешевијата на Дланка, настан кој, како што велат беровчани, еднаш во годината се случува, а се памети цел живот. Од денес до недела фестивал на медот на мини плоштадот во Штип. Пчеларското здружение Нектар 10-та година ги собира медопроизводителите од државата на фестивал во Штип. Расте интересот на граѓаните за лековитите својства на пчелните производи. Во организација на Пчеларското здружение Нектар од денес до недела се одржува фестивал на медот во Штип. Разни видови мед и богат избор на други пчелни производи се продаваат од пчелари од цела држава на мини плоштадот во Штип. Во регионот расте бројот на пчеларите, а расте и побарувачката на пчелни производи. Продажбата на мед е многу поголема него порано што било. Порано, да речеме, имало негде околу 25 пчелари, а сега има преку 300. Што значи дека производството на мед е многу поголемо и потрошувачката е поголема. Порано се плашеле пчеларите дека нема медо да се троши, ама сега како се развива пчеларството, така и потрошувачката е поголема. За најголем дел од пчеларите, медарството е дополнителна дејност, но расте бројот на оние кои пчеларењето и производството на мед и пчелни производи го развиваат како семеен бизнис. Но за да успее бизнисот со мед, треба да се надмине стационарното пчеларење, велат познавачите на оваа состојба. Мора пчелните семејства да се селат на различни паши, пчеларите треба да се едуцираат и најважно од се, освен мед, да ги произведуваат и другите пчелни продукти. Еден современ пчелар мора да прави роеви, мора да вади прополис, мора да собира полен, мора да вади млеч, мора да вади пчелен отров. Значи, кога ќе се направи збирот од сите овие производи, тогаш може да се каже за една нормална живејачка дека може да се постигне, но се тоа зависи од, пак ќе кажам, од природните услови, пак од Бога. И граѓаните стануваат се поедуцирани за бенефитите од редовното консумирање на медот, но ги знаат и лековитите ефекти на прополисот, матичниот млеч, пчелниот отров и поленот. Ако направиме паралела на првата кога бевме тука на плоштадот, кога луѓето за поленот прашуваат дали ова вегета, сега имаме ситуација кога ги знаат сите пчелни производи, ги консумираат и знаат дека поленот е добар и за слабокрвност, и за простата, и за имунитет, и мешавините ги користат за секојдневна употреба со пчелни производи. Мислам дека идината на здравата храна ни тек престои во Македонија. Но како и многу агрономски гранки, и пчеларењето трпи големи влијанија од климатските промени, кои се одразуваат на приносите на мед. Производството на мед се зависи од Божјата сила, односно од природните ресурси. Значи, кога ќе се намести мозаикот со добра влага, со добри цветови, со добра температура, која ќе занектарат билките, тогаш се добри условите. Меѓутоа, со глобалното затоплување, значи со пореметување на климата, така да кажеме, имаме ненормално високи температури, кога пчелите треба да ги посетуваат цветовите, тогаш билките се брзо сушат, брзо нектарат и така да од година на година медоносната паша е се помала и се намалува. На 10-тиот поред фестивал на медот во организација на Пчеларското здружение Нектар, општина Штип им додели благодарници на пчеларите кои редовно го изложуваат својот меден асортиман во Штип. Толку за настаните посветени на денешниот празник. Низ државата започнаа градежните зафати за модернизација на центрите за вработување. Во полнек се градежните активности за реконструкција и опремување на центарот за вработување во Штип. Со цел подобрување на услугите на невработените лица евидентирани во Агенцијата за вработување во Штип, како и на условите за работење на вработените, деновиве започна модернизирање, односно реконструирање и опремување на просториите во истата. Во моментов се работи на уредување на просториите на првиот кат. Станува збор за реконструкција на прозори, врати, под фасада, потоа кровот ќе се реконструира.
Можете да забележите дека многу одамна, значи од самата градба на оваа зграда, подовите не се менети, а вратите исто така не се променети. Дел од едната страна од прозорите се сменети пред 10 години. Замената на постоечките со нови прозорци е согласно новите нормативи за енергетска ефикасност. Ќе се оде по новите стандарди, така да ќе имаме енергетска ефикасност и заштита на енергија со самото тоа што ќе ги смениме сите прозори и врати. Така очекуваме подобри услови за работа, а воедно и заштита на енергија. Освен реконструкцијата на интериерот и екстериерот на објектот, постои уште еден дел од овој проект, а тоа е обука и доквалификација на вработените, како и набавка на возила кои се неопходни за нормално функционирање на работењето. По комплетното завршување на сите активности, Димчов истакнува дека ќе се подобрат условите како за невработените, така и за работодавачите кои ги користат услугите на Агенцијата за вработување во Штип. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во второто тримесечие оваа година во источниот регион и понатаму морталитетот останува поголем од наталитетот. Најцрна е статистиката за Берово, каде бројот на починатите е за 19 поголем од бројот на новороденчиња, но затоа пак овој период на истокот се склучувале повеќе бракови во споредба со истиот период лани. Природниот прираст во второто тримесечие во 2015 година изнесува 791 лице, односно за толку лица бројот на живородени деца е поголем од бројот на умрените лица во државата. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородени деца во второто тримесечие од 2015 година во споредба со истиот период од претходната е намален за 4% и изнесува 5683 живородени деца во Република Македонија. Бројот на умрени лица во второто тримесечие од 2015 година бележи зголемување од 2,3% во споредба со истото тримесечие од лани и изнесува 4892 лица, а од нив 48 се умрени доенчиња. Според податоците на Државниот завод за статистика во второто тримесечие од 2015 година во источниот регион имало вкупно 370 живородени, а 430 починати лица, од кои 4 се новороденчиња. Овие податоци покажуваат дека во источниот регион бројот на починати е поголем за 60 од бројот на живородени лица. Вториот квартал во поглед на природниот прираст на истокот е со најцрна статистика за Берово, каде бројот на починатите е за 19 поголем од бројот на новороденчиња. Додека пак бројот на склучени бракови во ова тримесечие од годината е зголемен за 8,2% во споредба со истиот период лани и изнесува 3710 бракови на ниво на цела држава. Разведените бракови во ова тримесечие од годината бележат намалување од 12,4% во споредба со истиот период лани и нивниот број изнесува 495. Бројот на склучени бракови во ова тримесечие од годината во источниот регион е 293, а бројот на разведени бракови е 51, со тоа што најмногу бракови на истокот се склучиле во општина Штип, а најмалку во општина Зрновци. Поранешната општина Блатец денес го слави денот на ослободувањето. Местната заедница и локалните жители со оптимизам дека селото има потенцијал да се развива економски и да го врати некогашниот урбан шмек. Голем празник за голема слобода во далечната 1944 година. Со Божи благослов жителите на поранешната општина Блатец ја начекале слободата од канџите на бугарскиот окупатор. Атрактивното спомен обележје во центарот на селото ги собра местните општинските раководства да оддадат почит на паднатите борци. Со едноминутно молчење и полагање цвеќе од страна на местната заедница и локалната власт, Благо Јанакиевски даде осврт кон овој значаен датум. Оваа бригада имала големи судири со 17-та бугарска дивизија. Дивизија која била специјално испратена од Штип на Плачковица за да ја уништи 4-та партизанска бригада. Меѓутоа, таа дивизија во борбите со 4-та бригада била разбиена. 4-та бригада имала еден напад на Блатец на 20 август, за да на 28 август 1944 година, враќајќи се преку Паруца и Каратепе од нападот на Берово кој бил на 23 август, конечно го ослободи Блатец. Ослободувањето се поклопува со големиот верски празник Голема Богородица.
Новиот состав на местната заедница денес организира и свечена седница со богат коктел за насобраните жители. Со оптимистички пристап велат дека ќе го враќаат некогашниот шмек на ова село, кое изобилува со природен и туристички потенцијал. Со волонтерска работа, со доброволна работа, се ангажиравме како членовите од Советот, така и граѓаните од Блатец, младинци, деца, сите се дадовме на работа и успеавме да го реновираме, да го направиме за употреба. Што е за пофално, што сега десетници дечиња секоја вечер излегуваат во паркот да се рекреираат. Селеници имаше многу летото. Ова лето за пофалба беше што другите лета помалку доаѓа, да финансиската состава им беше таква, не знам. Оваа година имаше многу повеќе или свадби, затоа имаше и повеќе свадби. Не да се пофалам, меѓутоа факт е дека веќе има нешто што иде напред. Од Советот на местна заедница еве преземаме акции за анимирање на манастирите во Блатец. Така. Ќе ставиме патокази да има веќе луѓе да доаѓаат да ги посетуваат и манастирите, црквата да биде отворена повеќе време во деновите, да можат луѓето да ги посетат и нив. И дел од младата популација која останува во селото бара и наоѓа перспектива за животна екзистенција. Во Блатец има доста млади луѓе, поголемиот дел од нив за време на годината се или студенти или учат надвор од населеното место од Блатец, но сите што имат одлучено да останат во Блатец имат добра перспектива, има доста вработување во текот на оваа година, се преземаат доста мерки од страна на владата. Тркалото на историјата знае да направи огромни пресврати, така да никогаш не е доцна. Блатец повторно да биде административен центар, улога која имал до 1955 година, или во најмала рака, повторно да го врати статусот на општина. Два брода со имигранти потонаа вчера покрај бреговите на Либија и најверојатно стотици лица се загинати во несреќата. Кребрежната стража успеала да спаси 200 лица, но изгледа многу повеќе се блокирани на палубата на поголемиот брод. Првиот брод со околу 50 патници вчера испратил сигнал за помош, а вториот со околу 4000 имигранти потонал малку подоцна. Телата се на имигранти од Сирија и јужноафриканските земји. Германија го повика Фејсбук да го цензурира расистичкото пишување. Собствениците на најголемата светска социјална мрежа одговорија дека се однесуваат многу сериозно кон искажаните стравувања од Берин, објавени во германските медиуми. Крајно десничарски и расистички групи во Германија често обвинуваат на Фејсбук дека не им дозволуваат да ги изразат своите ставови. Тие се борат да ги заобиколат наметнатите ограничувања, создавајќи своји внатрешни мрежи во рамките на социјалната мрежа. Двајца француски новинари били уапсени во Париз поради сомнение дека го уценувале кралот на Мароко, од кого барале 3 милиони евра за да не објават книга која содржи штетни информации за кралството и кралот. Случајот почнал на 23 јули, кога новинарот Ерик Лорен ја контактирал мароканската монархија и на нејзиниот представник му соопштил дека се подготвува да објави книга за Мароко. Неколку дена подоцна во Париз се одржал состанок меѓу новинарот и адвокатот на кралството, на кој Лорен предложил да не објавува книгата во замена за 3 милиони евра. Фудбалскиот клуб Брегалница утре во рамките на петото коло во првата македонска фудбалска лига ќе го одигра првиот надпревар на стадионот Никола Мантов во Кочани. Како домакин во Кочани, Брегалница ќе го пречека актуелниот шампион Вардар. Инаку во последниот одигран надпревар, сините загубија од Шкендија со резултат 5:1. Дали новата локација ќе донесе повеќе среќа на Брегалница, останува да видиме. Најдобриот македонски европредставник работнички пак по 2 недели ќе го одигра првиот дуел, и тоа во недела со Силекс на Ѓорче Петров. Работнички не ги одигра своите последни 2 меча со Ренова изминатиот викенд и со Младост Царев двор, кој според распоредот требаше да го игра дома поради настапот во плей-оф фазата во Лига Европа. Хоризонт Турново ќе ја дочека Шкендија на својот стадион. Ренова во гостивар е домакин на Шкупи, а Металург на стадионот Борис Трајковски ќе го дочека Младост Царев двор. Сите надпревари се играат со почеток од 16 часот и 30 минути.
Ово беше се за денес. Со нови информации утре во првото информативно издание. Имајте пријатна вечер.